драмите и трагедиите треба да се играат во театрите. Кажете им го ова на тие што прават светот да крвари. Ова послание во март 2023 година по повод Светскиот ден на театарот го потпиша македонската актерка Теута Ајдини Јегејни. Таа е добитничка на овогодишната награда 11. октомври. Израснала во уметничко семејство, завршува актерска академија во Скопје и играла во 30 представи, но имала и улоги во голем број на филмови. Со филмот Вера сонува море, со косовската режисерка Калтрина Красничи, ги доживеа фрампетните аплаузи на Венецијанскиот фестивал. Ја доби и филмската награда во Токио. Најпрво честитки за наградата. Ви благодарам. Како поминува еден ден ваш представа, потоа државна награда, прием, дома со најблиските и што потоа? Обширно е, но навистина е така, бурно е, целодневен ангажман мој. Јас сум сопруга, сум мајка на 2 деца, па сега станав и баба, актерка, првенка во албанскиот театар, ангажирана во многу представи. Очекувам да играм во едни многу добри сценарија. Нема сега тоа да го кажам, но само најавувам. И сето тоа го правам, но го правам све со љубов. Значи, љубовта е таа која ме одржува и кога некој ќе рече дека не можеш, навистина се може. Господја Ајдини, што е блиску меѓу филмската Вера и театарската Теута? Жената, емоциите, битката во себе и со светот. Колку во ова сценарио за посттранзицијски борби на едно семејство и една жена го препознавате и периодот што се уште веројатно трае по 3 децени самостојна држава? Да. Вера. Вера е една универзална жена, за која само што го добив сценариото и јас се најдов себе си во неа. А не само јас. Јас верувам дека многу жени ќе се најдат во таа улога. Бидејќи не обкружува истото општество, истите проблеми, кај да сме. Една силна жена, веројатно и тука е целата прикажана колку една жена е јака и силна и моќна да може со општеството кои се наметнуваат милиони проблеми кои се уште траат. Било каде да е тоа, навистина филмот се сними во Косово, но ние во Балканот не сме различни воопшто нигде и никаде, тоа постојат и кај нас сигурно во Македонија. Но тие проблеми и паѓаат врз глава на Вера, која на свој начин, знаете како велат, дајте и на жената немир, таа ќе ја створи во мир. Дајте на жената немир кој болест или било што да биде, таа ќе го преобрати во моќ. Таа е Вера. Вера со таа незината мирна, спокојна душа успева да разоткрие се и да го прикаже најлошото во општеството, криминалното подземје, да открие и во блиското семејство што се случува, а не знае, и сето тоа на свој начин да може да го разоткрие и да го доведе до публиката како нешто немило што не обкружува нас. Каде се противречностите со тоа време и ова денеска што ни се случува? И актуелниот миг? Па ја мислам дека нема некоја противречност. Трае, долго трае. Мислам дека ни треба уште доста време за тие работи да можат некако да се оддалечат од нашето секојдневие. Читам секојдневно немили настани, можеби не лично сум ги пробала, но сето тоа што се случува околу мене, јас
го прифаќам лично, бидејќи тука живеам, тука растат моите деца, па моите внуци. Не мислам дека имаме некој голем напредок во ова. Било, можеби не толку, но сега има земено замав. Пред неколку години констатирате во на послание, оставете ги драмите на театарските штици. Така. Дали денес може да бидеме толку индиферентни, равнодушни кон сето она што ни се случува од голем број на трагедии, несреќи, своевидно разочарување кај обичниот човек? Па да, актуелни се војни низ светот, актуелни се немили настани во нашето општество. Па тоа ми е мене една не поука, но една испорака кон народот, да ние се бориме и не сме индиферентни. Ние говориме, но не знам колку има слух за тоа и колку допира до тие кои треба да допрат. Верувам дека ние секогаш ќе ги бидеме бунтовни околу овие настани, но малце народот треба да се разбуди и да размислува на друг начин, па секој со својата професија, секој со своите вредности и можности да може да придонесе околу ова. Би требало да се променат многу работи, но верувам дека денеска не сме тука за да ги кажеме директно сите тие работи, но јас лично, преку моите ангажмани, преку моите како актерка, се мачам некако да вадам на извиделина сето тоа што се случува во општеството. Ние знаеме да говориме гласно со нашите драми и трагедии, кои ги имаме како продукции во нашата куќа и во било каде да сум ангажирана или со некој филм. Но тие кои треба да го слушнат, ретко доаѓаат. Може би доаѓаат, ама доаѓаат на 5 минути да се насликаат и си бегаат. Мислам дека нив би им требало повеќе тоа да го следат и да го знаат, за да би допрало некако. Во едно интервју велите, актерството ме научи да оживеам човечки судбини, да го разликувам добриот од лошиот, да знам кој е добриот, а кој лошиот човек. Дали вашиот пристап придонесува да се разбијат некои од стереотипите во општеството? Па и јас лично, навистина така, со мојата возраст сега, со мојата сигурност во себе и со големиот багаж на проекти кои ги имам, навистина ме научи ова сето да го видам. Добро разликувам, добро размислувам. Не сум вклучена во политиката затоа што не знам во оваа политика да се снајдам. Знам добро како функционира. Секогаш сум имала понуди, но елегантно некако ги истргнувам од себе си. Јас знам во политиката да вреднувам човек, а не некоја насока која така слепо се оди по тоа. И мислам дека навистина придонесувам со сето тоа што можам ја да го придонесам. Еве во различни интервјуи ја нагласувам некои работи за кои не допира до мене, не ми се допаѓа до мене. Па би требало секој на свој начин тоа да го направи некако. Дали денеска доминира дисциплината, културата, професионализмот или аматеризмот, провинционализмот, импровизацијата? Ме прашувате во театар или воопшто? Воопшто. Воопшто. Тука вклучувајќи го и театарот? Да, и театарот. Па недоволно. Недоволно. Недоволно затоа што мислам дека и во театарот веќе нема таква дисциплина. А целата кривица ќе почнам од самата моја матична куќа, затоа што јас таму работам и знам дека не се подпомогнува културата, не се инвестира во неа.
А кога ти не инвестираш во култура, тогаш знам и често го споменувам тоа на познатиот режисер Паоло Маџели, кој вели, многу е ефтина културата, но многу е скапо да имаш некултурен народ. Затоа што тој и не знаеш колку ќе те кошта. Ако би почнале ние во културата да можеме таму да придонесуваме, да вадиме проекти, да имаме и меѓународно признание и да допира од нашата држава, да биде Македонија слушната и надвор, па да придонесеме во сето тоа, би било и во сите други сфери корисно. Велите, во една прилика ние сме во стагнација. Дали хибернираме, дали клиентелизмот, трката по пари всушност на некој начин ги измести вредностите? Да, сигурна сум во тоа дека ги измести. Вредностите ги измести, а точно тој бизнис. Се прави бизнис и во уметноста. Јас сум многу среќна за себе, затоа што никогаш не прифатив да правам бизнис со мојата професија. Не прифаќав и тогаш кога најмногу имав потреба да бидам, да земам некој денар и да проживеам. Ми се случувало да имам и 20 евра плата кога во едно време премина во албанскиот театар во Приштина ради лични околности. Не е важно сега тоа да го споменам. Ми се нудеше да играм во некои мали представи кои добиваа многу, но беа безвредни. Успеав да се воздржам и сум горда денеска на тоа. Затоа што со време вредноста некако ќе се покаже, ќе излезе на виделина. Може би ќе почекаш, може би ќе биде касно, но никогаш не е касно, велат народот. Јас сум сега исполнета и сум задоволна што тоа не сум го направила. Вредностите се изместени, бизнисот е коруптиран и тој исто така, на лесен начин се правиш бизнесмен, а уметноста останува на истото место и така да, како би можела сега да тоа некако да го покажам, секогаш тргнувам од мојот аспект, така знам да ги гледам работите. Кога и во уметноста се прави бизнис, тогаш, не знам, во времето кога немаше хонорари, живеевме само од една единствена плата, немаше можност да ти одземе некој улогата. Сигурно ќе дојдеше некој режисер кој навистина мислеше дека токму ти можеш да играш. А сега можеш да се вметнеш негде, можеш да се прикупиш. Трчаш, оставаш некоја представа во својот матичен театар која навистина вреди, а играш во некоја безвезна серија, да речеме, не сакам, добро е да се работи, добро е да имаме продукција, но тие да бидат навистина на своје место, а за нив треба средства, а средствата некој треба да ги плати. Дали денес македонците и албанците имаат заедничка припадност кон својата држава? Да. Јас ке зборам како албанка. Јас сум горда што сум албанка и многу ги сакам гордите македонци. Зашто ако си горд, ти знаеш да признаваш, ти знаеш... Јас често го споменувам Гоце Делчев кој рекол дека светот го разбирам како еден надпревар во културното поле. И ако ние така го гледаме светот, зашто би имале разлика, ние сме во една иста држава и јас припаѓам исто така од едно подрачје кој се вика Девар, кој со децени, со стотици, со векови имало еден многу добар соживот, каде македонците едва чекале да говорат албански и албанците да говорат на македонски и го знаат перфектно старите. И ако ти живееш со такви традиции, со нешто земено од таа страна, за мене мислам дека ние сме тука, живееме заедно и никој никому не треба да му смета, но треба да гледаме тука да се надпреваруваме, да бидеме заеднички во меѓународната заедница да се тркаме. Што е оно што создава меѓу обичниот човек поделби, состојба која
придонесува за анимозитет еден кон друг? Па да, тука е јасно. Тоа е сосема јасно во нашава држава дека тоа го прави само политиката за своји поени, за своја благосостојба. И ја верувам дека највиновни се тие. Обичниот човек не. Јас живеам во една околина каде сме обкружени македонци, албанци, но таму немаме никакви поделби, не живееме со децении таму заедно. И никој теута не ја гледа како албанка, нити пак ја гледам некого поинаку. Но ако некој тоа не направи некој раздор, да, ние се знаеме со многу години и не би требало тоа да се случи, но ако некој не живеел со некого и ако има друга перцепција, тоа ќе делува на вистина. Политиката мислам дека е најкрива во ова. Благодарам за издвоеното време и за интервјуто и уште еднаш ви честитам за наградата 11 октомври. Ви благодарам многу. Кристина Тасева студирала во Велика Британија на Универзитетот во Ворик компјутерски науки и бизнис, каде бизнис делот бил фокусиран на оператива и стратегија и финанси. Неодамна се вратила во Македонија, затоа што верува во потенцијалот што го имаме тука. Според неа, нашите IT експерти се признати на глобално ниво, не само поради нивните вештини, туку и поради способноста да предаваат и водат. Например, професионалците од Семос Едукација биле поканети да обучуваат тимови во светски компании, како Shell и Microsoft, што зборува многу за квалитетот на знаењето што го создаваат тука во Македонија. Кристина Тасева по враќањето во земјава работи во одделот за вештачка интелигенција во Семос Едукација. Тасева во наредните минути ни ги пренесува нејзините видувања околу развојот на вештачката интелигенција и предизвиците кои таа ги носи. Во последните неколку години често разговарам за вештачка интелигенција со луѓе од различни позадини. Некои од нив се страствени информатичари кои со мене сакале да ги споделат своите идеи и трудови, а некои се повозрасни луѓе кои што се возбудени што почнале да користат ChatGPT. Тоа што можам да го приметам во сите овие разговори е всушност љубопитноста која што сите имаме за вештачката интелигенција. Ова оди од една крајност на целосен оптимизам и примена, до друга крајност која што е стравот дали роботите ќе не заменат. Ние во Семос Едукација долго време размислувавме како да ги споиме овие две сваќања на едно место. Од една страна сакавме да ги поддржиме ентузијастите со нивната желба за знаење и напредок, а од друга страна сакавме да покажеме дека стравот од вештачка интелигенција не треба да постои и дека таа е всушност само уште една алатка која што во иднина ќе ја користиме исто како што ги користиме компјутерите денес. Со оваа цел, ние во Семос Едукација одлучивме да направиме настан и оваа година на 8 април ја организиравме националната скилинг иницијатива за вештачка интелигенција или накратко INSI. На 8 април организиравме 96 кратки обуки во еден ден во 5 балкански земји со главен фокус на Македонија, кои што одеа и онлайн и во живо. Имавме повеќе од 8000 слушатели низ целиот регион и бевме дел од рушењето на Гинисов рекорд кој го организираше Microsoft. Подоцна се роди идејата 30 за 30. Нашата желба да ја направиме иницијативата INSI достапна за сите, да ви ги одговара прашањата кои што ги имате, кога вие сте расположени, кога вие сте слободни. 30 за 30 нуди повеќе месечна предплата да може да погледнете 30 кратки обуки по цена од 30 евра. Цената избравме символично затоа што ние 30 години нижиме успеси, а вие може секоја обука да ја погледнете по цена од 1 евро, кога вам ви одговара. Убавото во овој пристап е тоа што ви нуди еден поглед кон целосниот свет на вештачка интелигенција и како таа се користи. Обработивме различни примери од тоа како да ја користите за да донесете подобри финансиски одлуки, како да ја направите свој личен асистент, работни примери во маркетинг, продажба, финанси, човечки ресурси, но исто така одговоривме и технички прашања, како се развива вештачка интелигенција, како се создава модел за вештачка интелигенција и како да ја користите безбедно.
Кога веќе споменав безбедност, би сакала да посочам дека е битно и од каде ги добивате вашите информации за вештачка интелигенција. Денес на пазарот постојат многу комерцијални алатки кои се за широка употреба, но не ги заштитуваат вашите лични податоци како тајни. Односно, тоа што може да се случи е вие да внесете некоја информација за вас и подоцна некој друг да има пристап до истата. Затоа, ние во Семос Едукација, кога ја создававме платформата 30 за 30, внимававме на деталите, се консултиравме со искусни професионалци во секоја област и тоа што ви го нудиме е внимателно одбрано и издржано. Со правилно користење, вештачката интелигенција може да биде од огромна помош, а правилната употреба ние се потрудивме да објасниме на лесен и разбирлив начин за секој од вас да може да ги следи сите 30 обуки на различни теми. Идејата ни е да ја приближиме вештачката интелигенција и целата таа тематика до пошироката јавност, да ги одговориме сите специфични прашања кои ги имате и секој кој што слушнал за нешто да му биде јасно што се случува. Народски кажано, без разлика во каков разговори да се најдете, вие ќе знаете за што се зборува. Платформата 30 за 30 моментално е достапна на нашиот сајт на Семос Едукација во оделот Ај. Гледавте 3 линки, 3 одвоени интервјуа. Орце Ѓоргиевски, кандидат за градоначалник на Скопје, Малинка Ристевска Јорданова, експерт за евроинтеграција, како и актерката Теута Ајдини. Довидување до идниот петок во исто време.